Современите безбедносни предизвици бараат меѓународна соработка за јакнување на институциите и заеднички пристап кон дигиталните, хибридните и геополитичките закани. Ова беше пораката на еден од панелите на меѓународната безбедносна конференција, чиј домакин беше Скопје. Како дел од програмата беа одржани 5 тематски панели на високо ниво. На првиот панел, посветен на мултилатералната безбедност во фрагментиран свет, учесниците разговараа за потребата од засилена дипломатија, при што поранешниот амбасадор Дарко Ангелов ја истакна важноста на соработката на Балканот и ги појасни трите столба на безбедноста. In the Balkans, again, cooperative security, and that's the motto and the essence of the OSCE for which I work today, is that security is not only security per se, meaning the hard aspect of security, which is safety, but also security approach to other prisms, which is the three dimensions of the OSCE. One is the political military, the core aspect of security. Then we are approaching security to the soft approach of human safety and human rights, and then comes the economic environmental aspect of security. These two other pillars, I would say. Швајцарскиот амбасадор Кристоф Сомер ги представи важните стратегии во дипломатската работа, нагласувајќи дека Швајцарија може активно да се ангажира. Another important aspect is trust and fairness, which are really strategic assets in diplomatic work, and Switzerland here also can build on its traditional commitment to normative principles, international law and humanitarian profile. Професорот Жидец Даскаловски ги истакна двата најефикасни начина за спроведување превентивна дипломатија. General and preventive diplomacy. Number one is providing well-rounded analysis, and number two would be providing a space for dialogue and facilitating processes. Гзим Влас изборуваше за важноста на неутралните држави и тивката дипломатија. The real value we can see at the offering the neutral platforms for quite diplomacy, a place to discuss between different parties, and that comes directly from the position of the neutral states because they are. Панелите посветени на вештачката интелигенција, климатската и енергетската безбедност, како и економската стабилност на Западен Балкан заклучија дека новите технологии, ресурсите и инвестициите се повеќе се поврзуваат со безбедносните политики, нагласувајќи ја потребата од зајакнување на институционалната отпорност и регионалната соработка.